Само една година издржаа плочките поставени при реновирањето на паркинг просторот во населбата Малиарди во Гостивар. Толку измина и од асфалтирањето на улицата 101. Денеска таму има дупки. Според финансиските архиви на општината, за паркингот се потрошени 320.000 денари, а за улицата 9.100.000 денари и анекс договор од 1.740.000 денари. На 3 места на паркиралиштето се видливи големи и длабоки дупки. Гостиварци велат дека досега пропаднале и се оштетиле неколку возила. Пред прексиноќ, еден Мерцедес овде се заглави и трчивме, ние го извајвме. Да, тамо исто еден трактор падна. Мора да се прави, многу лошо е. Овде собраќај голем е, а катастрофа е. Ова прошла година и направија без арматура и се кршат. Ова е направено лани, значи 11 месец лани. Еве, се гледа самото, не можеме ни со коли да поминуваме, па не дај Боже, деца може да паднат натред. 1, 2, 3. Тоа кој го плаќат, ние сами граѓаните. Овде честопати ова се. Сега треба тие да го отсвршто да го средат и да биде. Проблем во Гостивар представува и улицата 101. Гостиварци обвинуваат дека не е соодветно направена. Поради видливото оштетување на коловозот, побаравме стручно мислење од градежен инженер. Можеме слободно да кажеме дека не се запазени нормативите и стандардите кои се законски одредби за вршење на таква тип градба, кога се зборуваат за паркинзи и за патишта. Значи, можеме да напоменеме тука дека градот ни е овој што е. Патиштата имат потреба за да се интервенира речиси на сите патишта. Имат патишта кои што имат потреба и да се интервенираат само на асфалтот, а имат доста патишта кои треба да се интервенираат и на дното на асфалтот. Значи, во долниот слој, во тампонирањето, во вршење на анализи, во вршење на збиеноста, значи не е валирано добро, не се поставени добро слоевите на тампонот. Значи тука се еден куп услови што требаат едно со друго да се уврзат добро за да го имаме тоа што треба да го имаме. Жителите на двете населени места се жалат дека и актуелното општинско раководство не изврши санација, иако од нив се бара редовно подмирување на сметките кон општината и државата. Од општина Гостивар пак велат дека се запознаени со ваквата состојба во сообраќајот. Не е точно дека не сме ангажирани за да ги решаваме овие дефекти. Значи не се само тие локации и улици што вие ги потенцирате, во градот има и други инвестиции што се направени, значи надвор од стандардиве што се барат. Секторот за урбанизам исто така има сознание за ваквиве случаеви и ги има преземено сите мерки за да овие случаеви бидат решени. Командирот на полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај Илија Ѓурчиновски вели дека токму улицата 101 е една од црните сообраќајни точки во Гостивар со најголем број на сообраќајни незгоди. Улицата за која станува збор се мисли за улицата број 101. Значи во изминатиот период на истата улица се случени 4 сообраќајни незгоди, од кои 2 незгоди се со материјална штета, а додека 2 незгоди се со повредени лица, од кои едно лице е со тешки телесни повреди, а додека 3 лица се здобиле со лесни телесни повреди. Причина за сообраќајните незгоди, за горе наведени сообраќајни незгоди, е неприлагодена брзина спрема условите на патот. Апелираме до пешаците и до возачите, посебно во зимскиот период, појавата на голомразица, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Според градежниот инженер, времетрајањето на било која инвестиција не смее да биде пократка од 2 години. Со законот за градба во Република Македонија, значи минимум е одржувањето 2 години, рок гаранција. Значи, ако се зборува за колку треба да трае тој асфалт, значи минимумот е тоа. Али ја би рекол уште нешто. Значи, ако се предвидува работи да се направат за секоја година или секој 2 години, значи тука не сме во ред нешто. Улиците се направени, но истите треба да се одржуваат континуирано, без оглед на тоа во кој период биле изградени или обновени.